Дивите депонии во Скопје продолжува да го гнасат главниот град. И покрај ветувањето за нивно чистење од градоначалничката Даниела Арсовска. Промовирана првата онлайн друштвена игра Изборологија за зголемување на политичката едукација на младите. Во новиот социјален културен центар во Тетово се одржа изложбата Метаморфозис од хаос до уметност. Здраво на сите, заедно сме во 21-та епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денеска ќе ве запознам со најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете не. Емисијата ја започнуваме со вест за младите и нивниот интерес за политиката. Изборологија е првата онлайн друштвена игра за зголемување на политичката едукација на младите која ја создадоа Сдруженијето Лидери за едукација, активизам и развој и фондацијата Конрад Аденауер. Младите луѓе во Северна Македонија активно учествуваат во изборните процеси во земјава, при што секој втор млад човек редовно гласа на избори, а од друга страна повеќе од половина од младите, односно 56%, ретко или никогаш не ги следат и не се заинтересирани за политичките настани и случувањата во земјата. Играта им овозможува на геймерите да влезат во чевлите на лидер на замислена политичка партија и да учествуваат во парламентарните избори во нашата земја. Примерна целна група за која е наменета играта се млади гласачи или млади кои доправа треба да добијат гласачко право, но достапна е за сите заинтересирани. Додека сме кај друштвените игри, ја носиме и веста дека Катан, една од најпознатите друштвени игри во светот со преку 25 милиони продадени копии, конечно е достапна и на македонски јазик. Овој светски бестселер, што досега е преведен на повеќе од 30 јазици, од годинава ќе се продава и на македонски по иницијатива на Гоблин друштвени игри, кои се официјални преведувачи и дистрибутери за целата држава. Катан првпат била издадена во 1995 година, а досега ја играле преку 100 милиони лица низ целиот свет и има добиено десетици награди и признанија. Се одржувале многубројни турнири, како и официјално светско првенство на секои 2 години. Преминуваме на уште една тема која ги засега младите. Во новиот социјален културен центар во Тетово од 17 до 25 јануари се одржа изложбата Метаморфозис од хаос до уметност со творби на студенти на факултетот за ликовна уметност на Универзитетот во Тетово. Делата на студентите ги представуваат чувствата кои се резултат на социјалниот притисок со кој се соочуваат младите денес. Влијанијата потикнати од интернетот и социјалните мрежи кои налагаат совршенство и не признаваат недостатоци се причина за појава на депресија и разочарување кај младите. Студентите на своите дела изложени во културниот центар работеле под менторство на уметницата Дренуша Палоши. Продолжуваме со главната тема за оваа недела – дивите депонии. Градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска на почетокот на својот мандат најави дека во првите 82 дена ќе ги исчисти сите нелегални депонии во градот. Екипата на Мета деновиве посети неколку локации каде што се регистрираше прогресот на активностите на терен, а дадовме и свој предлози за тоа како да се спречи создавањето на диви депонии во иднина. Состојбата на терен погледнете ја во следниот прилог. Скопската градоначалничка Даниела Арсовска вети дека во првите 82 дена од својот мандат ќе ги исчисти дивите депонии во главниот град. Од градот Скопје велат дека напорно работат на ваквото ветување и дека досега се исчистени повеќе од 120 мапирани депонии. Екипата на Мета МК обиколи неколку локации на територијата на главниот град и забележа дека сепак сите диви депонии не се отстранети во ветениот период. Една од најгорливите локации каде што се појавува расфрлан отпад во центарот на Скопје е под објектот на Американската амбасада. Несовесните граѓани тука фрлаат отпад од самата улица на ридот под амбасадата. Фрлениот отпад може да се забележи и од кејот на реката Вардар и остава многу лош впечаток за хигиената во градот. Уште една локација на кејот на Вардар, каде што се трупа отпад, е на територијата на општина Карпош. На просторот на кејот, околу спортските игралишта во населбите Карпош 3 и Карпош 4, неизградениот, а долго ветуван парк е простор каде што се трупа отпад од несовесните граѓани. Посебен проблем со големи депонии се локациите околу населбите Визбегово и Шуто Оризари, каде огромни површини се покриени со различен вид на отпад. Дивата депонија во Визбегово се чисти со години наназад од страна на град Скопје, но повторно се појавуваат нови места во околината на кои што се расфрла ѓубре.
Покрај Шутово Ризари, расфрлани големи количества отпад може да се забележат и на патот што води од Бутел кон Смилковското езеро во Скопската општина Газибаба. Отпадот на терен не е расчистен, а ѓубре може да се забележи и околу самото Смилковско езеро. Во некои населби од Скопје, како што е Топанско поле, забележавме дека има расфрлан отпад покрај самите куќи во населбата, но не затекнавме контејнери каде што може граѓаните да фрлаат отпад. Сликата што ја затекнавме на терен покажува дека градските власти во Скопје треба уште многу да поработат на расчистување на дивите депонии. Еден од главните потези што треба да следи е јавното претпријатие Комунална хигиена да постави повеќе контејнери, но подеднакво во сите населби на територијата на Скопје. Покрај собирањето на отпадот, градските власти на критичните локации каде што се создаваат диви депонии ќе мора да постават видео надзор за да се снимат несовесните граѓани што фрлаат отпад. На локациите каде што се создаваат диви депонии ќе мора да се постават бетонски бариери, столбови и други барикади за пристап до местата, со што ќе се оневозможи фрлањето отпад од поголем обем. Конечно, градските власти ќе треба да ги доекипираат инспекцијските служби за да можат да вршат целосна контрола врз критичните локации каде што се фрла отпад и да ги казнуваат престапниците. По оваа приказна продолжуваме на тема екологија и чистење на отпадот, но овој пат советувањата на национално ниво. Од Министерството за животна средина и просторно планирање за МК информираат дека напролет конечно треба да стартува чистењето на нестандардните општински депонии во источниот и североисточниот плански регион. Со проектот вреден околу 100 милиони евра треба да се затворат општинските нестандардни депонии во 18 општини од двата региона, но и да се исчисти отпадот расфрлан во 30 на ѓубришта. Почистењето ќе биде забрането на тамошното фрлање отпад од страна на општините на постојните депонии, целокупниот простор ќе се загради, а јавните комунални претпријатија ќе имаат обврска да водат грижа за локациите по постапката за рекултивација. Во источниот регион се регистрирани вкупно 12 нестандардни општински депонии и 72 диви ѓубришта, додека во североисточниот регион има вкупно 6 општински депонии за чистење и 32 диви ѓубришта. Видеото Baby Shark или на англиски Baby Shark Dance, кое во 2020 година беше најгледано видео со 7,1 милиарда прегледи и ја надмина песната Despacito, на почетокот на годинава достигна рекордни 10 милиарди прегледи. Тоа го направи најгледано видео на YouTube на сите времиња. Baby Shark е детска песна со своја кореографија. Оригиналот потекнува од крајот на 20 век и е всушност песна што се пеела околу камперски оган. Најголемата популарност Baby Shark ја стекна во 2016 година, кога Pink Fong, јужнокорејската забавна компанија, објави своја верзија на песната со музичко видео на YouTube што стана вирално, пошто започнаа да се бројат и рекордните бројки на прегледи. Со веста за популарното видео ја завршуваме денешната епизода на Shortcut. За повеќе информации следете не на Instagram и на Facebook и информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛ на MetaMK. Поздрав!